Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Здраво, Перо, многу ми е драго дека те имаме денеска во ексклузив и ќе може да зборуваме на многу интересни теми. Добро е што сме на твој терен, на кошаркарскиот терен. Малку приватно да видиме што се случува, како си, каде си, сега си подолго во Македонија. Како е да си дома назад? Па, прво фала и на покана за интервју, пошто ретко се дешава. Што се однесува прв пат после 20 години, осетив како е да се види зима да се осети зима во Македонија, некои нормални работи што спортистите се ограничени, секојдневни обврски, фамилиарни, така да убаво било после 20 години, а и малце пензионерски да се одмараш. Што најмногу ти недостигаше од Македонија? Прљавиот воздух, вреѓањето, тие балканските работи. Шала на страна, ми недостигаше од Македонија. Другарите, пријателите, фамилијата највише, секојдневие со децата, секој ден нешто ново учат, ти си надвор еден месец и тие моменти некои немаат цена. Како изгледа денеска еден твој ден? Се будам у 7 сабајле, се спрема дете за школа, се носи едно, се носи второ, се враќаш, пробуваш да заспиеш дека не се разбуди третото. И сега кој ќе има слободен, да не се правиме до толку дека сме сите добри, си со другарчиња ќе си иде кафана, ќе некој филм, све зависи од све приврзано за децата, поврзано со децата. Што најчесто правите со твоите синови? Имаш тројца синови, дали можеби некој ќе те наследи? Па почнуваат, имаат сега желба, не форсирам ништо дека мора да се кошаркари, нека се само здрави и живи. Од мене ќе имаат поддршка што го да одлучат, така да не мора се аперува на татко ти кошаркар, мораш и ти што god сакаат они. Тоа ќе им биде поддршка од моја страна, така да има сега некои почетни желби од двајта најстари сина, така да ќе видиме. А по наравот, кој е најблиску до тебе? Не можам да кажам. Не можам да кажам. Сите тројци имаат таа жичка, античка, али задните двајца, средниот, Павел и Петар се тие по жичката малце. Сакам да те прашам, сам спомена 20 на години си навака натака буквално ни светот, имаше одлична сезона во NBA, беше во Америка, беше и во Турција, во Русија. Зошто не се одлучи да останеш некаде тамо да живееш, туку се врати во Македонија? Па не знам, ете тоа може дека на 16 години сум издегол и сите викаат, тоа ти ќе го кажеш, ти си луд што се враќаш тука, седи си таму. Ја викам, па мене ми фали тој дел, знаеш, детството, тие пријатели што си ги стекнат, кога не си били никој ништо, тоа најискрено пријателство, ја него немам тој дел од животот. А и ми фали Македонија, знаеш. Знам дека се изменет и било што. Ја кој ќе излезев од авион, знам дека е загаден вака преко. Знаеш, и фали тие некои работи. Не знам, едино бе блиску да останам во Америка да живеам, ама пак се вратиме тука во Европа. Со кого од твоите колеги, да речеме, од репрезентација, знаеш уште да дружиш, знаеш да испиеш кафе, да одиш во кафеана? Со најдобриот европски кошаркар, Тодор Гечевски е највише, со Чековски, со Гечевски, со сите сме во добри односи. Константно тој тим од 2011, не само тој тим и постарите играчи, али посебно тој тим, сите до еден, од економ, од физиотерапеут до председател. Сите сме не до председател сегаше, него до бившиот председател, да не се разбереме. Најболи од најболи. Еве, после старците. Сакам да те прашам токму за таа 2011-та, дали може би гледаш потенцијал во сегашната репрезентација да го постигне тој успех, бидејќи на вас ви кидна медалот за влакно? Па ја никад не гледам дека да го повторат успехот. Или да го надминат? Ја да сум да го надминат. Ако гледаат дека и стремат по тоа да го надминат,
сигурно ќе стигнат, а да им се става тој терет дека мора, заради тој се дешава ова и со ред други компликации што идат со кошарката сега во овој период. Така да има таленти, а имаме и супер генерации што доаѓаат. Тука е од Тео Војновиќ, тука е од Симич синот, од Врвица синот, има многу деца, така да, од Уле Боцевски. Треба само да се работи, да им се даде слобода и трпение. Сега малку приватно. Твојата сопруга е уредник, главен и одговорен на едно од најдобрите модни списанија во Македонија. Колку ти знаеш да и се мешаш во нејзините штипки? Ја немам појма ништо што се дешава во портрет, освен што е фирмата Антич Медија. Тотална слобода, тотално... Баља ако се смешам, ќе зезнам таму. Немам појма од тоа, магазини и тие работи, така мода. Часовниците ти се пасија. Колку таа влие на твојот моден вкус, бидејќи често си во спорт? Во спорт, кежуал, нешто тоа, јако ќе ставам кравати и тие се осеќам како конобар и да не ги вредам. Не можам, едноставно сакам тренерки, цел живот си упатики, тие сега на некои евенти мора да се облечеш, али гледам и тоа да бидем што е можно поминимално. Така да сугерираат, ама на крај пак од 3 комбинации ја ќе изберам четврто моја пред излагање. А колку ти знаеш да и влиеш или да и кажеш ова не ти стои, ова ти стои, вака изгледаш најубава? Кажуваш што год, обично за штикли, за кондори, за ташни, нешто прво што се разбирам до толку, а после ти знаеш какви сте жените, што год да ви кажем и вие ако сте наумиле, тоа е тоа. И за сам крај, што го прави Перо Антич денес среќен? Секојдневие поминато со моите деца што не сум имал можност додека сум играл кошарка. Тоа ме прави најсреќен. Јас сум Перо Антич, вие гледате ексклузив на 1 ТВ.